Градските улици и тротоари во Тетово се уште не се целосно исчистени од снег, откако во градот под шара 3 дена паѓа снег. Нашата екипа направи обиколка низ град и регистрираше дека снегот е остранет само од дел од главните булевари. Останатото е затрупано со снег кој поради топлото време денеска се претвора во кашаст, оневозможувајќи го нормалното движење на пешаците. Ево, патишта да види. Има што да се преземе. Треба да се очисти овој снегов, рекоа тетовци. Од општина Тетово се правдаат дека како дел од причината што не можат целосно да го остранат снегот се паркираните автомобили. Со оглед на силниот интензитет на врнежи од снег кој продолжи во текот на денот, апелираме до граѓаните да внимаваат каде ги паркираат автомобилите, со цел да се овозможи непречена работа на механизацијата за чистење на снегот, кои се на терен и кои непрекинато работат. Екипите кои учествуваат во чистење на снегот кон планинските села работат во отежнати услови поради висината на снежната покривка. Граѓаните кои патуваат на овие релации задолжително да поседуваат зимска опрема на возилата, велат од општина Тетово. Засега според општинските власти, ниту еден патен правец во Тетово не е целосно блокиран од снегот. Според метеоролошките информации, интензивни врнежи од снег се очекуваат и следните денови. Од општина Тетово веруваат дека со несмалено темпо ќе се трудат да го олеснат протокот на сообраќајот по главните улици и секаде каде е потребно. По 5 часа прекин сообраќајот на патниот правец Маврово-Дебар. Од синоќ околу 20 часот е проводен за сите возила, откако новаа сообраќајница падна голема лавина од снег помешана со дрвја. За расчистување на лавината била ангажирана специјална приватна механизација, која по неколку часи интензивна работа успеала да го острани сиот нанос од снег, помешан со дрвја, камења и земја. Лавината го блокираше патот вчера попладне околу 15 часот во близина на Бегорскиот манастир. Градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски вели дека конечно треба да се преземат превентивни мерки против ваквите лавини и ерозии кои ги има секоја година, а кои зели човечки жртви, но предизвикали и огромни материјални штети. Една од тие мерки е обнова на браните, кои се лоцирани на самите планини кои се изградени, токму за спречување на лавините, да не се струполат на патниот правец кој поврзува две општини. Да размислува и во тој однос затоа што има некои брани кои што се изградени на горните делови на планината кои што треба да ги сопираат овие лавини, но тие се изградени пред 3-40 години, се оштетени и се пропушта лавината. Единствено решение би било повторно да се направат исти такви брани кои што ќе го уплажат падот на овие лавини. Рече градоначалникот на општина Маврово Ростуше Медат Куртовски. Но засега нема никакви најави дека ќе се преземат некакви мерки превентивни, ниту пак она што е вообичаена пракса во вакви предели, заштитни мрежи и подпорни зидови. Тука покрај патот, кој минува низ реканскиот крај, ги нема. 36-годишната босанска државјанка МП вчера пријавила дека околу 11 часот на бензинска пумпа на стража, каде застанал автобусот со кој патувала од Охрид кон Гостивар. Од чантата е бил украден паричникот со пари и лични документи. Набрзо, на наплатната станица Гостивар, запрено е патничко возило од джета со бугарски регистарски ознаки, во кој се наоѓале машко и две женски лица бугарски државјани. Бугарските државјани приведени се задржани во полициската станица Гостивар за целосно расчистување на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок, додека од замените парични средства пронајдени се кај нив и вратени се на босанската државјанка МП. 34-годишниот гостиварец ЈБ вчера пријавил дека околу пладне додека пешки се движел од Мало Турчане кон Циглана, го нападнало, односно каснало куче за левата нога. На повредениот ЈБ укажана му е лекарска помош во гостиварската општа болница Ферит Мурат. 31-годишната гостиварка ЕА вчера пријавила дека движејќи се кон својот дом на улица Младен Сименовски, околу 12 часот и 30 минути, ја нападнало куче бездомник, кој нанело повреда на десната нога. Повредената гостиварка се обратила за лекарска помош во гостиварската општа болница Ферит Мурат. Денеска во Секретаријатот за европски прашања беше означен стартот на проектот за изградба на автопатот Скопје-Блаце, Клучка-Стенковец, на кој се обратија заменик председателот на владата задолжен за европски прашања Бујар Османи, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, представникот на компанијата и тим лидер на проектот Мартин Осборн, како и директорот на јавното предпријатие за државни патишта Зоран Китанов. Изградбата на автопатот А4 делница граничен премин Блаце Скопје Клучка Стенковец во вкупна должина од околу 12,5 км е еден од најзначајните приоритети на владата на Република Македонија. Проектот е вклучен во единствената секторска листа на проекти усвоена од владата на Република Македонија и од Националниот комитет за инвестиции во ноември 2018 година.
Идејата и обидите да се изгради овој автопат се од поодамна, но конечно оваа влада е одлучна овој проект да стане реалност. Ова делница е издвоена како посебна функционална целина и истата може да се реализира побрзо, бидејќи теренот на оваа делница не е тежок за изведба, нема тунели и дополнително е во непосредна близина на граничниот премин Блаце и царинскиот терминал, при што сакаме да обезбедиме што е можно побрзо непречено одвивање на сообраќајот во пограничниот дел и да нема застој на граничниот премин. Очекуваме тендерот за изградба на делница од 2 километри да го објавиме во февруари, пошто ќе се избере изведувач на градежните работи. Времето за завршување на градежните работи ќе изнесува околу 18 месеци. Средствата за оваа поделница за градба и надзор се обезбедени во буџетот на јавното претпријатие за државни патишта. Изградбата на патот ќе го направи, односно временската дистанца помеѓу Скопје и Приштина од сегашните 2 часа ќе ги намали на само 45 минути. Зашто не само географски и временски ги прави најблиските градови на Балкан, што и ги одразува политичките односи, меѓутоа и фактот дека Република Косово е најефтиниот и најдобриот и најсоодветниот експортен пазар за Република Македонија го прави од економски аспект стратешки овој проект за Република Македонија. Јас само да ги кажам бројките дека годишната трговска размена со Косово е околу половина милијарда евра, каде што Република Македонија забележува значителен суфицит, односно повеќе експортираме отколку што импортираме од Косово и затоа е многу важно ние да имаме автопат за да можат нашите трговци да можат да испорачаат роба во Република Косово. Но исто така овој проект има важно регионално значење. Дел е од така наречената агенда за поврзување или конективити агенда која што е во рамки на Берлинскиот процес, чија улога е зближување, односно поврзување на земјите од Западен Балкан со коридори со цел како предуслов за економски развој на земјите, меѓутоа и за политичка подобра соработка како една платформа за подготвеност на земјите од Западен Балкан за членство во Европската Унија. И се разбира уште една причина, тоа е за нас албанците во Македонија, бидејќи ни овозможува поврзување со нашите пријатели, роднини и сонародници во Република Косово. Значи има повеќе димензионално и многу слојно значење за Република Македонија. Дополнително, оваа делница е од рутата 6 од сеопфатната сето мрежа и е многу важна заради проширување европските патни мрежи кон Западен Балкан. Од тие причини, цврсто сме решени овој проект да го реализираме во рамките на нашите европски определки. Слободно можам да информирам дека некаде втор квартал од оваа година дефинитивно започнуваме со изградба на овој стратешки за нас автопат. За да не губиме дополнително време, се донесе одлука автопатската делница да се гради во 2 фази и тоа. Прва фаза од граничен премин Блаце до клучката Блаце во должина од околу 2 километри, и втората фаза од клучката Блаце до Скопје, поточно клучката Стенковец, во должина од 10,5 километри. Паралелно додека се гради првата делница, ќе се работи на препроектирање на втората делница и очекувам сето тоа да тече согласно сите рокови. Сакам да појаснам зошто се врши препроектирање на целата делница. Имено на целата траса се соочивме со проблеми кои се однесуваат на експроприацијата на земјиштето и со основниот проект за изградба. Добро дојдовте во темата на неделата. Овој пат ќе говориме за парадоксот како може при голема невработеност да има недостиг на работна сила. Во Македонија и покрај високата стапка на невработеност има постојан недостиг на квалификувана работна сила. Меѓу причините се набројуваат иселувањето, родителските сугестии, несоодветното државно образование. Сепак, најголем удел за тоа имаат малите и непривлечни плати. Бараат работа, не сакаат да најдат. Со овие зборови ни се обради продавачката на бели пецива во центарот на Скопје. Кога ја прашавме за огласот закачен на незината продавница со месеција на кој бараат работник, одби да зборува.
Сама сум и немам време од муштери, одговори таа. Според поратоците на Агенцијата за вработување, во Македонија периодов има нешто над 20% невработени. Висока стапка невработени кои што во земјава се провлекува со децении, но истовремено со ваквите поратоци има и недостиг на квалификувана работна сила. За конкретни области, упатените велат дека за тоа има повеќе причини. Родителите кои влијаат врз децата им сугерираат за изборот на образованието. Немање желба кај луѓето за личен напредок, државното образование кое треба да следи за што има побарувачка, а за што не. Ова, според Дарко Вилков, собственик на фирма за вработување, се само дел од причините за ваквата слика на работната сила во Македонија. Секако огромен удел имаат и платите, додава тој. Ние што сме собственици на компаниите, мора да дадеме максимум за да ги задржиме добрите вработени. Кој ќе кажем максимум, значи максимално инвестирање во нивна обука, максимално тоа што може компанијата да го издржи е да даде за повисока плата него ли што колку и да не сака. Дојдено е време кога добрите луѓе мора да бидат добро платени. Во моментов најмногу се барат општи физички работници вработени во автомобилската индустрија, во гостителскиот сектор и други, вели Велков. Оние кои што ќе биде проблем се по мене рударската индустрија ќе биде голем проблем за некои 5 до 7 години. Ќе бидат сите занаетчиски професии. Буквално нема да може да се најде човек плочки кој што ќе мести водоинсталатор, човек кој што ќе да речеме цевките ќе ги прави или шо и да треба, кујна да мести, столари нема никакви. Значи се работи за позиции кои имаат трајни знаења, кои што се добро платени овдека. За недостигот на работници во одредени сектори влие и селувањето, бидејќи граѓаните сметаат дека во други земји ќе имаат и подобра плата за своите квалификации. За надминување на сето ова, според упатените, неопходна е национална стратегија. Хрватска страда од голем недостиг на работна сила, најмногу во незините туристички одморалишта. Тоа велат ги зголемува пречките за поголем економски раст и ги намалува хрватските надежи за фаќање приклучок со поразвиените европски земји. Проблемот е одраз на малите плати и недоволното образование во економија во која се уште доминантно влијание има државата. Тоа предизвика многу млади хрвати да најдат повозбудлива исполнета работа во богатите западни земји на Европската унија, велат аналитичарите. Според Националното здружение на работодавачи, хрватските фирми не можат да пополнат најмалку 30.000 работни места, главно во туризмот, кој сочинува речиси 20% од бруто домашниот производ, како и во градежништвото, малопродажбата и производството. Radno intenzivna djelatnost je najviše pogođena, tu su naravno svi ovi koji su u nekakvoj prerađivačkoj industriji, uključujući i prehrambenu. Ова во време кога Хрватска и другите европски медитерански туристички центри се борат да се справат со огромен број луѓе кои пристигнуваат со ефтини летови и крстосувачки бродови во летната сезона. Загребското здружение на собственици на ресторани и барови вели дека во првите 9 месеци од оваа година имало речиси 800 неодговорени огласи за готвачи и речиси 1500 за келнери во градот од 800.000 жители. Pa pazite, s jedne strane ni poslodavci znači nemaju nekakvu sigurnost, konstantno se mijenjaju zakoni, nameti, sama davanja državi su užasno velika, tako da i poslodavcima je problem isplaćivati velike plaće. И јавниот сервис во најновата членка на Европската унија исто така е погоден од оваа појава. Хрватскиот синдикат на медицински сестри соопшти дека во универзитетската болница во Загреб фалат околу 300 медицински сестри, бидејќи повеќето отишле на подобро платени работни места во други земји членки на Европската унија. Бизнисмените гладни за работници лобираат кај владата во Загреб да подигнат годишната квота на странски работници, која ова година изнесува над 38.000 лиценци. Но квалификуваните работници од помалку развиените европски земји тешко можат да се намамат, бидејќи можат да најдат подобри платени работни места малку позападно од Хрватска, например во богатите Австрија или Германија. Mi moramo, kao i neke druge zemlje, krenuti ići organizirano neka tržišta gdje mislimo da možemo naći radnu snagu. Recimo, priča se dosta o Ukrajini i Filipinima. Медиумите известуваат дека хрватите кои работат во хотели во Австрија заработуваат најмалку двојно повеќе од она што го заработуваат ова.
Просечната плата во Хрватска во септември изнесуваше $950, далеку под западноевропските нивоа. Ekspanzija državnog sektora je istiskala zapravo potencijale i mogućnosti razvoja i stvaranja novih radnih mjesta u privatnom sektoru. Ekspanzija državnog sektora je bila praćena snažnim rastom poreznog opterećenja. Освен увоз на работници, решението се гледа и во тоа да им се дозволи на пензионерите, кои сочинуваат околу 1/4 од 4 милиони жители во земјата, да работат со скратено работно време, без страв од губење на пензиите. Но за долгорочно решение, според познавачите, е неопходно намалување на бирократијата и на даноците, како и вклучување на повеќе млади луѓе во програми за стручна обука. Толку во ова издание на темата на неделата. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари и мислења за невработеноста, односно зошто некои слободни работни места остануваат непривлечни. До гледање. Времето денес беше облачно со слаби повремени врнежи од снег. Дуваше слаб до умерен ветер од северен правец. Температурата се движеше од -8 до -3 степени. Времето утре ќе биде сончево, со мала до умерена облачност. Ќе дува умерен северозападен ветер, наизразен во долниот тек на поврдарието. Температурите ќе се движат од -14 до -5 степени Целзиусови.